Почитувани, во неделното интервју на Радио Слободна Европа гостува Владимир Богоевски, спортски директор на Македонскиот олимписки комитет. Господине Богоевски, влегуваме во олимписка година. На 26 јули почнуваат летните олимписки игри во Париз. Каква е во моментов состојбата околу исполнувањето на олимписките норми? Оваа година, сами рековте дека е многу значајна не само за македонскиот спорт, туку за целиот светски спорт, да кажеме, затоа што е тоа олимписка година и година во која што сите спортисти од светот ќе се напреваруваат за одличията кои им следуваат и кои се доделуваат на овие олимписки игри. Париз е дестинација каде што за нас во овој момент е проблематична, затоа што во овој момент немаме ни еден квалификуван спортист со олимписка норма, да речеме со А норма, меѓутоа се надеваме дека пред се нашиот олимпиец и сребрен медалист од прошлата олимпијада, Дејан Георгиевски, дека ќе освои норма и тој е главен адут за освојување нормално за медал. Имаме тројца борачи кои не се квалификува преку досегашните надпревари, меѓутоа имаат они два надпревари кои се квалификациони турнири, едниот е европски, едниот светски, и се надеваме дека некој од нив ќе има шанса да освои норма. За останатите е многу тешко да се квалификуваат. Нормално во екипни спортови е скоро не може да се квалификуваме, затоа што тоа идат преку европски и светски првенства. За овие поединачни спортови имаме веќе најавено дека ќе имаме една вајлд карта, така наречена вајлд карта или позивница за атлетика и две ќе имаме за пливање, за едно машко и за едно женско. И за 6 наши кандидати во 6 различни спортови побаравме вајлд карта. Значи имаме за бокс, за борење, за тенис, за џудо, за таеквондо и за кајак. Значи, од тие 6 наши, да речеме, барања, побарувања, трипартитната комисија на Меѓународниот олимписки комитет треба да каже и да одреди колку кандидати од Македонија би одели на овие олимписки игри. Зошто е ваква состојбата? Можеше ли да има подобри резултати? Проблемот е затоа што нашите спортисти на тие меѓународни надпреварувања не ги постигнуваат тие значајни резултати кои ги носат директно на олимписките игри. Значи, спаднате нивото на македонскиот спорт е на толку ниско ниво да ние во овој момент на неколку месеца пред Олимпијада немаме ни еден квалификуван спортист. Значи, тоа е проблем на македонскиот спорт, не е проблем на Македонскиот олимписки комитет. И тоа мислам дека мора да се подобри и се надеваме дека ќе се подобри, така да секоја олимпијада ми мислиме дека да идеме со поголем број на спортисти, меѓутоа нашиот број е секогаш меѓу 5 и 7 индивидуални спортисти со кои се надпреварува Македонија на овие олимписки игри. Во јануари оваа година се одржуваат младинските зимски олимписки игри во Јужна Кореја. Каков ќе биде составот со кој Македонија ќе учествува на овој настан? Па, на овој настан, тој е прв настан во 2024 година и таа е младинска олимпијада. Ние секогаш учествуваме на овие младински олимпијади, меѓутоа истиот проблем што го имаме кај сениорите го имаме кај младинците. Затоа што исто немаат добри резултати и ние ќе одиме со 6 надпреварувачи овој пат. Ќе одиме во крос кантри, ќе одиме во биатлон и во алпско скијање. Меѓутоа резултатите нивни не се на она ниво од кое што може да очекуваме некој значителен резултат. Какви се критериумите за овој настан, со норма или со вајлд карта? Секогаш е за олимпијада, критериумите се многу строги и секогаш се со обезбедување норма. Меѓутоа, бидејќи ние не обезбедуваме норма, ние одиме со вајлд карта или со така наречени позивници. Колку оваа бројка што ја спомнавте кај младинците ја одразува успешноста кај младите олимпијци? Па, кажав дека тие одат со, да речеме, со позивница и дека не можеме да очекуваме некој резултат. За нас е многу важно, а секако за нив уште поважно, дека искуството кој ќе го стекнат како младинци, се надеваме дека ќе ги помогне за понатамошниот нивни спортски пат, дека ќе ги подобрат нивните резултати и дека на наредните зимски, да речеме, сениорски олимписки игри, дека ќе настапат со подобар резултат или со освојување на А норма.
Во однос на Олимписките игри, земји како Словенија, Црна Гора имаат поголем успех на Олимписките игри од Македонија, Косово зема 2 златни медали во џудо во Токио. Зошто не можеме да создадеме олимпици со овакви резултати, бидејќи од независност имаме само 2 олимписки медали? Па тоа е прашање повеќе за националните спортски федерации, затоа што се тие кои ги ствараат спортистите и кои треба да ги донесат на Олимписки игри. Значи, Македонскиот олимписки комитет е организација која само на таквите спортисти кои имаат врвни резултати можеме на многу начини да помогнеме и да ги подобриме нивните припреми, да речеме, за овие игри. Секако дека нашето учество во припремите и во настаните кои следуваат се многу значени, затоа што не само за спортистите, ние обезбедуваме и обуки за нивните тренери, затоа што мислиме дека и тренерскиот кадар во Македонија не е на такво ниво што може да ги донесе нашите спортисти на накви големи надпревари. Во 2025 година Македонија доби организацијата на Европскиот олимписки фестивал. Имаме ли услови и капацитет да го организираме овој настан? Македонија по прв пат ќе организира еден таков настан кај што ќе дојдат преку 4.500 луѓе. Значи, ние разговарано со градот и со одговорните луѓе од државата дека Скопје, фактички не е Македонија организатор, туку е градот Скопје организатор на овие игри. Капацитет може да се обезбеди, меѓутоа треба да се реновираат сите објекти кои се под универзитетот. Ми имаме неколку студентски домови кои имаат доволен капацитет да ги сместат сите тие учесници и се надеваме дека во тој краток рок, иако ми имаме само година и пол до почнувањето на тие игри, дека ќе се обезбедат тие сместувања и дека градот ќе живее 10 дена во еден спортски амбиент, а најважно од све за учество и за организација на една ваква манифестација, затоа што ние секоја година или на секои 2 години учествуваме на вакви манифестации во странство, меѓутоа за прв пат кога се организира ваква манифестација на домашен терен, нашите спортисти имаат право да учествуваат во сите спортови. Така да ние ќе имаме 15 спорта и сите наши спортисти ќе бидат присутни на секој терен. Тоа значи дека ќе имаме преку, не знам, може 200 спортисти кои ќе бидат присутни на овие терени. Да се вратиме на македонскиот спорт, каде генерално ги гледате причините за слабите резултати и во тимските и во индивидуалните спортови? Па тоа треба да се направи една длабока анализа, ние секогаш правиме некои анализи, меѓутоа проблемот кај нас е веројатно и во системот и во начинот на спроведување и на овој систем што го имаме сега. Реков и претходно дека голема болка на македонскиот спорт е и тренерскиот кадар. Мислам дека тренерскиот кадар не е на доволно добро ниво за да може да направи врвни спортисти. Секоја федерација има обврска тоа самостојно да го прави. Ние како Олимписки комитет помагаме многу затоа што многу организираме на голем број семинари, носиме тука тренери од различни спортови, праќаме наши тренери во иностранство и тоа е начинот на кој што ние како Олимписки комитет можеме да помогнеме. Меѓутоа, ние не сме тие кои прави таа селекција, затоа што многу е важно да се направи добар селекција, затоа што ти може да работиш и да донесеме и врвен тренер, меѓутоа ако немаме добра селекција и добар потенцијал за да може да израсне во резултат, тоа е големиот проблем на македонскиот спорт. 15 години сте спортски директор на Македонскиот олимписки комитет. Кога последен пат ви дошол тренер од поединечните спортови да ви каже дека во свој рад си има супер талент и бара да го поддржи Македонскиот олимписки комитет од него да направат врвен спортист? Па, искрено да ви кажам, од случајот на Дејан Георгиевски, јас за овие 15 години немам сретнат од друг таков талент или немаме, што викате, разговор или состанок со некој од нивните тренери за да кажа дека имаат
таков бисер што можеле или таков дијамант да го избрусиме. Меѓутоа мислам дека и во овој момент гледајќи ги сите резултати и на младинците и на сениорите, ние сме далеку од и европскиот и од светскиот врв. Беа воведени спортски ваучери за развој на спортот. Се подобри ли нешто во условите за работа во клубовите и во спортските асоциации? Овие ваучери се многу критикувани, меѓутоа јас морам да кажам дека ваучерот као ваучер е сосема добра работа, коректна работа, меѓутоа проблемот на ваучерите не е што се добиваат ваучерите, него ваучерите како се злоупотребуваат. Значи, злоупотребата на ваучерот е многу лоша работа во македонскиот спорт и тоа мораме да го регулираме и затоа има сега намера ваучерите да не се даваат како ваучери, да може да се уновчуваат во организациите кои може тоа да го преточат во пари и ќе биде многу подобро. Иначе ваучерот као ваучер е извонредна работа затоа што од буџетот ваучерот ослободува 10 милиони евра кои идат директно во спортот. Меѓутоа ваучерот као ваучер кога е на хартија, например ако имате 10.000 евра, вие треба да идете во некоја фирма кај што нема да плати данок на државата, туку тие пари ќе ги дае директно за спортот и тоа мислам дека е многу добро, меѓутоа огромни се тие злоупотреби што веројатно сега и се истражува и во судските органи дека такви работи имало многу голем број на злоупотреби и се надевам дека следната година тоа ќе се намали за да што поголем број на пари влезат директно во спортот. Меѓународниот олимписки комитет бара земјава да направи измени на законот за спорт. Се работи ли на некакви измени на тој закон? Па, законот за спорт веќе долго време да речеме на тапет на Меѓународниот олимписки комитет. Веќе во 3 наврати имаше опомени за да се промени тој закон за спорт, затоа што има многу работи кои не се во склад со Олимписката повелба. Значи, Олимписката повелба е закон за спорт, да речеме, закон за спорт за целиот свет. И сите федерации кои гравитираат во Македонскиот олимписки комитет мора да се прилагодат на тој статут. Во спортот има некои работи кои се подудараат и идат во негативна насока со овој Олимпик чартер што го викаме и затоа тие мора да се променат. Овдека се прави некоја фама дека можеби ќе дојде и до исклучување на македонскиот спорт или забрана за настап на нашите спортисти на меѓународни надпревари. Меѓутоа, проблемот не е тука. Проблемот може само да настане ако државата како држава се меша во работата на Македонскиот олимписки комитет или во националните спортски федерации. Затоа што ние пред неколку години подпишавме меморандум од Агенцијата за млади и спорт, Македонскиот олимписки комитет и сите национални спортски федерации, заедно тоа беше препорака од Меѓународниот олимписки комитет, се вика меморандум со кој никој на никого не може да му се меша во работата. Значи тоа е одлична работа и мислам дека само во таков случај ако државата почне да се меша во работата на федерациите или на Олимпискиот комитет, тогаш може да дојде до суспензија на, да речеме, на колективниот спорт во Македонија. Дали законот треба да овозможи да спречи мешање на државата во спортот, во Олимпискиот комитет и федерациите? Па во законот има членови кои негираат некои работи што не се нормални. Еве, например, како да ја кажам, генералниот секретар на Македонскиот олимписки комитет сега по нашиот статут го бира на предлог на председателот, го бира управниот одбор и собранието на Македонскиот олимписки комитет. Меѓутоа во законот за спорт пишува дека генералниот секретар мора да биде тема на разговор на Агенција за млади и спорт и Агенција за млади и спорт да каже дали е тој подобен за да работи во Македонски олимписки комитет. Тоа е мешање на државата во... Тоа е директно мешање на државата, затоа што не може да ни кажат они да ни наложат кој треба да работи во Македонскиот олимписки комитет, како што ние не кажуваме кој ќе биде министер во владата на Македонија. Господин Богоевски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам. Почитувани, го следевте на делното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.